Од висок државен службеник до подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Технолог која од Скопска пивара се укотви во Министерството за животна средина. Од неодамна е дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Во вечерашното издание еден од подпредседателите на партијата, Каја Шукова, добре дојдовте во емисијата. Благодарам на поканата. Господја Шукова, го слушам деновиве до вчерашниот премиер Ковачевски вели не чувствувам никаква одговорност во однос на се она што се случува, а е поврзано со вице-премиерот Артан Груби. Бевте дел од владата. Чива е одговорноста на Артан Груби? Согласно закон, колективна е одговорноста. Тоа секако законот го регулира. Во овој случај, од она што го дознаваме од јавноста, бидејќи имате пристап до електронскиот систем на владата кога сте функционер во владата, после тоа немате. Не можеме да паметиме секоја седница на влада што се случувало, за да видиме како пристигнала, тоа била дополнителна точка на влада, како пристигнала, која поднел. Сите министри во одредени моменти, еве јас од моје искуство кажувам, доставуваат дополнителни точки на влада, меѓутоа тие се точки кога имате итнос заради временски рокови, заради некои други причини, морат тие информации да поминат или одлуки или решенија и што и да се. Меѓутоа во тој случај како носител на ресор, на функцијата министер, така за одреден ресор, на колегите на владата им давате образложение зошто истото мора да биде како дополнителна точка, значи да не ги помине оние сите фази, генерален колегиум, комисии, па да стигне на седница на влада. Значи му објаснувате на колегите, останатите членови на владата, зошто е таа точка битна. Во овој случај јас не знам кој ја поднел, не можам да не паметам, бидејќи биле многу седници на влада, тоа треба да го истражат органите, обвинителството, да се види. Зошто како партија Социјалдемократскиот сојуз во овој момент се изема од одговорноста и нормално ја префрлате вината кај власта во однос на случајот Артан Груби, кога во времето на вашата влада беше донесен законот, измените на кривичниот закони, со кој, например, утре да го вратат Артан Груби за злоупотреба на службена положба, наместо 3 години ќе лежи 1 година, со измените на кривичниот закони кој вие го усвоивте. Добро, и нашиот председател во едно од своите интервјуа во изменатиот период кажа дека е направен одреден пропуск во однос на кривичниот законник, значи ние не одговорноста за тоа секако ја носиме, а во овој случај ние не велиме дали е некој одговорен или не, ние само велиме да нема политизирање на случајот, да се чека, како што би рекол и EU амбасадорот, јас тоа го споменав и деновиве, правдата да се го направи своето. Така, дајте да дадеме време, значи има кривична пријава, сега треба да реагира обвинителството. Во овој случај, од она што го слушаме од јавноста, од 8 лица, 6 веќе имаат покренати обвиненија, за 2 се уште се работи на случајот. Значи ние не се абстрахираме, значи ние не викаме нема одговорност, дали кај едните, дали кај другите, ние само велиме дајте оставете да не се политизира случајот, без разлика за кој политичар станува збор, дали е од опозицијата или од власта, се додека немаме обвинение да видиме за што станува збор. Деновиве слушнам велите одговорноста лежи исклучиво кај министерот министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во однос на бегството на Артан Груби. Чија беше одговорноста за бегството на екс-премиерот Груевски? Да ви кажам, не знам чија беше одговорноста за времето на екс-премиерот Груевски. Во однос на овој случај, јас и посочив дека имавме и летото уште еден таков сличен случај, и посочив дека во Министерството за внатрешни работи, бидејќи не обвинија дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во изминатиот период правел партизација на Министерството за внатрешни работи, што апсолутно не е точно. Сметаме дека таму работат професионалци и сметаме дека треба власта која што е ВМРО ДПМН која што е сега на власт да се ја превземе одговорноста за она што се случува, бидејќи не можеме да ја превземеме ние не ја практикуваме власта во моментов. Ние сме опозиција. Времето ќе покаже кој е крив за бегството или пропуштањето на Артан Груби на границата. Секако, мислам, има истражни органи, ние само велиме дајте да видиме и мора да излезе вистината на виделина. Бидејќи ваквите случаеви, ако продолжат да ни се повторуваат, дефинитивно праќаат многу лош сигнал
кај граѓаните за тоа како се практикува власта. Како вие ги доживувате коментарите дека на последната, односно на американската црна листа, последниве две особено се најдоа двајца поранешни вице-премиери? На последната листа да, вице-премиери судија, да. Предходно поранешен исто така вице-премиер Кочо Ањушев се најде на... зборувате, да, исто последователно. од владата на Социјалдемократскиот сојуз. Видете... А се залагавте за борба против корупцијата и криминалот и враќање на довербата во институциите. Политиката на партијата секако се темели на социјалдемократските вредности и борбата против корупцијата и криминалот. Тоа се еден од постулатите секако на нашата политика. Во секое едно општество и во секоја една власт секогаш има одредени поединци кои што го прекршуваат законот. Вие како било која политичка партија не може да каже дека во нејзините редови можеби нема да има поединци кои што ќе го прекршат законот. И заради тоа постојат институции во државата кои што тоа треба да го откријат, прво Министерството за внатрешни работи, а потоа и оние кои што треба да поминат низ другите инстанции. Никогаш никој, јас не верувам дека ни една политичка партија не може да каже во нашите редови никогаш нема да се случи некој да го прекрши законот. На политичката партија е на своите членови, нели, да им објасни дека особено кога се практикува власта, дека треба да се работи за интересот на граѓаните, не за нивниот сопствен интерес. Тоа е нешто што сите гледам партии дека го кажуваат, колку се практикува, тоа е веќе нешто друго. Меѓутоа американците секако имале индиции и сите овие лица ги ставиле на црната листа, а наше сега, односно на актуелната власт е да испита и за последните два случаи што се случува и зошто се ставени на црната листа. Рековте дека СДСМ ја плати цената во однос на изборниот резултат, но велите нема да гласаме за интерпелација на ДУИ. Дали со Артан Груби сушност завршува и ерата на Али Ахмети? Што вие мислите? Па што знам да ви кажам, видете, ние ја свативме пораката на граѓаните и се консолидираме како партија. Тоа не значи дека се абстрахираме од сите оние кои што претходно беа и раководство на партијата, сепак тоа се членови на партијата, работиме сите заедно во консолидација на партијата од најнискиот до највисокиот стадиум. Кога велите веќе работите на консолидација на партијата, како ќе ја вратите други помалку социјалдемократскиот, ќе го вратите социјалдемократскиот сојуз на здрави нозе, кога во јавноста преовладува мислењето дека има струи кои не се согласуваат со изборот на најновото раководство во партијата. Видете, ако така гледате на случајот, тогаш во сите политички партии во државата можете да го најдете ваквите обвинувања, можете да ги најдете дека сегашниот премиер Мицковски пред да стане председател на партијата, нели, бидејќи таму па не се бираат на избори, туку се на предлог се бираат, значи поврзаноста негова можете да најдете со екс-премиерот, да речеме Груевски. Значи тоа се случува најверојатно во сите политички партии, мислам така реагира јавноста. Меѓутоа јас од она што го гледам, ние сме назначени повеќе од месец дена за раководство на партијата, јас како подпредседател, можам да ви кажам дека односот со председателот Венко Филипче е одличен, дека станува збор за личност, без разлика на сите тие муабети, какви релации имат, они имат пријателски релации со Заев, јас не гледам зошто тоа би било проблем. Имам и јас пријателски релации со Заев, што не значеше дека заради тоа сум назначена за подпредседател. Станува збор според мене за кредибилна личност, која што знае да сослуша, знае да даде добар совет, знае да донесе одлука. Тоа е многу битно за председател на партија. Имавте ли средба, например, со досегашните председатели на партијата? Поранешните председатели на партијата? Јас лично не, меѓутоа мислам дека председателот Филипче остварува средби со многу и од претходното раководство и од претходните председатели, значи јас не можам лично да кажам. На ниво на раководство, кога имаме средби, таква средба не е одржана. Председателката Силјановска имаше средба со
Радмила Шекеринска, заменик генерален секретар на НАТО. Дали, например, лидерот ваш оствари средба со Шекеринска? Јас колку што знам има добра комуникација помеѓу претседателот Филипче и Радмила Со Шекеринска. Црвенковски? Не знам да ви кажам, за тоа немам информација. На последниот состанок, например, него видовме Игор Ивановски, кој требаше да ја подготвува стратегијата на партијата. Јас се познавам со Игор Ивановски, работевме заедно кога се подготвуваше програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да речеме за претходните претседателски избори. Станува збор за исклучителна личност која што има добри познавања во делот на политиките, особено на социјалдемократските и она што им е потребно на граѓаните. Јас верувам дека Игор Ивановски ќе биде повторно дел од тимот, секако во делот во неделка што може да помогне. Ние во моментот ги формираме партиските комисии кои што ќе помогнат во тој процес и се уште не сме направиле комуникација, значи битно ни е да ги консолидираме општинските организации, да ги консолидираме партиските комисии. Пред нас се локални избори, времето многу брзо поминува. Значи сите оние кои што можат да ни помогнат, секако ќе бидат дел од процесот. Ќе имате ли доволно време да ја консолидирате партијата? Велите брзо тече времето, локални избори ве очекуваат. После лошиот изборен резултат на парламентарни очекувате дека за релативно краток период може да ја вратите довербата кај граѓаните? Јас мислам дека ништо не треба да не обесхрабрува и мислам дека она што се случува во изминативе 6 месеци доволно им покажа на граѓаните дека она што беше во предизборието ветено од сегашната власт многу малку се спроведува, особено оние неколку наративи главни врз основа на кои што сметам дека ВМРО-ДПМН ја доби поддршката од преку 400.000 граѓани во државата. Она што ние секогаш сме го кажувале и ќе продолжиме да го кажуваме е дека одлуките кои што се во интерес на државата или државничките одлуки, како што е влезот на државата во НАТО и ред други одлуки, ако одиме генеза наназад, сепак биле во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз. Не велиме дека немало грешка, секој кој што работи нормално е дека греши, меѓутоа сметаме дека граѓаните ќе видат повторно дека оние кои што навистина се грижат за државата и носат државнички одлуки, а ние заради тоа многу често и го губиме интересот, да речеме, кај граѓаните, бидејќи понекогаш одлуките можеби и нас не ни се бендисуваат, меѓутоа се во интерес на државата и во одреден момент мора да се донесат. Еве сега како што е, да речеме, овој застојот со донесувањето на уставните измени. И последниве 2 дена саметот што се одржува во Брисел, Советот недвосмислено кажа дека Република Северна Македонија мора да го помине процесот на уставните измени. Сметате дека актуелната власт ќе се одважи, ќе тргне во насока на изгласување на уставните промени? Она што они го велат е уставни промени со одложено действие. Она што го вели Брисел и го велат земјите членки на Европската унија, ние не сме виделе позитивен сигнал во однос на одложени на уставни измени со одложено действие, што значи дека останува на маса уставните измени онака како што е утврдено со преговарачката рамка. Сигналите од сегашната власт не покажуваат дека ќе се оди кон процесот на уставните измени, иако, да речеме, нивниот коалиционен партнер Вреди пред 6 месеци кажа дека во рок од 6 месеци нели со нивниот сега коалиционен партнер ВМРО-ДПМН ќе пристапат кон тој процес. Јас се надевам стварно и ние како социјалдемократи се надеваме дека во интерес на државата и на граѓаните конечно ќе се одважат и ќе пристапат кон процесот на уставни измени како би можеле да ги отвориме првите поглавија со Брисел. Ќе гласате за промена на уставот? Ќе гласаме за промена на уставот. На избори? Самостојно или во коалиција? Сигналите од терен доаѓаат дека можеби треба да размислуваме за самостојни листи. Не е донесена се уште одлука, отворена е темата и ќе се донесе одлуката многу скоро. Оно што разговараме е дека ќе треба побрзо да пристапиме кон кандидати за градоначалници, кандидати за советнички листи и во тој момент секако ќе донесем одлука, иако пренесувам оно што ни го пренесе нашето членство, бидејќи ги поминавме сите општински организации, дека насоките се повеќе за тоа да бидат самостојни листи.
на локални избори со партиско решение за град Скопје или ќе идете со човек, односно не партиско решение или со човек од редовите на партијата? Иако се уште не сме разговарале на оваа тема, освен тоа дека треба после новогодишните празници, сега и период, бидејќи ние одиме со консолидација сега прво на структурата на партијата, така да се воспостава телата, ќе се зборува многу брзо после новогодишните празници. Мојот личен став е дека не треба да се оди со класично политичко решение, дека треба да се оди со личност. Праксата покажа дека непознавањето на функционирањето на градот носи одредени ризици како ќе се однесува градоначелник. Јас сметам дека треба да одиме со личност која што има одредено административно познавање на работите, да има секако и политички бекграунд, позитивен. Меѓутоа се уште на маса не се ставени имиња со кои што може да се разгледуваат и финално да се донесе одлука. По локалните избори очекувате перманентно продолжување на рехабилитацијата на партијата или може да ви се случи понатамошно тонење? Јас не очекувам дека ќе има тонење. Очекувам дека сите оние кои што се во партијата и од нејзиното формирање, па и поновите членови, особено ги охрабрувам младите, сите да бидеме заедно. Во јавноста има одредени констелации, слушам претходно раководство, сегашно раководство, не. Ние сме една партија, сите се членови на партијата и сите треба да работиме заедно. И по она што јас го гледам во овој месец и скоро половина, а имаме редовни средби, имаме комуникација не само со членовите, туку и на ниво на раководство на партијата, има позитивна енергија, се отворија нови погледи и нови видици. Мислам дека ќе пристапиме и на локалните избори со нешто малку поинакво, она што е навистина им е потребно на граѓаните и конечно да направиме дистинкција помеѓу централната политика и локалната политика. Многу често на изборите, на локалните избори се презентираат националните цели, националните вредности. Да, тие секако се битни, меѓутоа мислам дека локалните програми, особено на градоначелниците, треба да бидат јасни, кратки и концизни и да покажат што е она битно што ќе им го подобри квалитетот на живење на граѓаните. За мене е многу неразумно. Еве гледам сега министерот за локална самоуправа најавува измени и ЗЕЛС најавуваат евентуални измени на законот за локална самоуправа заради проблемот, заради тоа што градоначелниците се, како што би рекол народот, заштитени мечки, не можете да ги промените. Меѓутоа јас би отворила и уште една дилема. Што станува со советите? Ова за мене е небулозна ситуација да градоначелник, без разлика од која политичка партија е сега, го зборувам хипотетички како пример, да поднесува иницијатива на Советот и 23 или 4 пати, коригирајте ме, бројката е над 20, да една иницијатива не помине. И да вие немате како држава механизам како таквото нешто да го решите. 20 и неколку пати. Не се случило еднаш, не се случило 2 пати. И да бидат, заради тоа, граѓаните на град Скопје да немаат, во случајов, пример, нормален превоз. Јас пред да станам функционер и од кога ми завршија мандатите, јас на работа одам со автобус. Тие денови, како и сите граѓани, јас стоев на автобуска станица по час и половина, 2 часа, не можев да најдам превоз за да стигнам до работното место. Тоа е во 21 век е недозволено. Меѓутоа, сега ајде кривицата да ја бараме, да се вратиме малку назад. 20 и неколку пати. Значи, нешто треба да се менува во концептот на функционирање на локалната самоуправа, да се додефинираат одредени механизми на контрола или на казнување, кога одреден градоначелник не ги извршува своите функции, кои му се утврдени согласно закон, ама и советите. Што е позагадено, воздухот или политичката сцена? Па, тука негде се. Проблемот со загадувањето, јас како министар за животна средина и претходно државен секретар на многу пати на оваа тема сум го правела муабетов. Долгорочен процес е, меѓутоа тоа не значи дека нема и краткорочни мерки. Тие се дефинирани години наназад. Процесот далеку од тоа дека е маргинализиран, иако слушнавме такви изјави. Гледам сега се промовира и некоја нова програма 2025-2030, која што во глобала ги содржи мерките кои што веќе се детерминирани во
во плановите и програмите кои што години наназад ги афирмираме, ги работи и ги афирмира Министерството. Останува на сите само да спроведеме. Јас живеам во Скопско Нерези, значи во Карпош. Секоја вечер во некоја од околните куќи, ја живеам во зграда, се гори најверојатно пластика или нешто друго, значи мирисот е неподнослив. Додека не научат граѓаните дека прво си прават штетата на самите себе, на нивното домаќинство, на оние што живеат во домот, во нивниот дом каде што ги горат таквите материјали, значи мораме да работиме многу на јавната свест. А политичката сцена, јас се надевам дека конечно ќе се стабилизира, не за друго, за доброт на граѓаните. Гледаме со какви брзи чекори оди Албанија, оди Црна Гора, па впрочем и Србија. Зошто, кога во 2005 година една Хрватска учеше од нашиот процес на пополнување на прашалникот, кој што тогаш го водеше Радмила Шекениска, се надам се сеќавате, нашето искуство го дадовме ние на Хрватска, јас бев дел од тој процес. Сега да дојдеме да Хрватска веќе години е во Европската Унија, а ние не можеме да отвориме преговори. Мислам дека мајнсетот, или не ми текнува изразот на македонски сега, мора да ни се промени, да ни биде битна државата, граѓаните, а потоа интересите на партиите. Благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас. Каја Шукова, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, еве што ќе гледате во продолжение. Околу јазиците секогаш многу повеќе се политизира отколку и се користи како маша во собирање поени.